Кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО-ДПМНЕ Орце Ѓорѓиевски на првиот ден од кампањата за локалните избори ги представи 7 столбови на својата програма, кои ги нарече темели за иднината на градот. Првиот столб, според Ѓорѓиевски, е одржлив урбан развој со 20-годишна визија Скопје 2025-2045. Ново јавно предпријатие Урбан центар Скопје и враќање на функцијата градски архитект. Вториот столб е здрава животна средина со почеток на акцијата Генералка на градот Скопје и програма Град без депонии, изградба на 4 мегапаркови и најмалку 50 маалски зелени површини. Третиот столб се однесува на целосна комунална и сообраќајна обнова со завршување на запрените проекти, изградба на нови булевари, катни гаражи и систем за атмосферска и фекална канализација. Четвртиот столб, според Ѓорѓиевски, е културата, со цел Скопје да стане европска претстолнина на културата во 2028 година. Обновување на универзалната сала и киното Милениум, како и оживување на Калето, аквадуктот и Скупје. Петиот столб е дигитална трансформација со воведување на Скопје Ситиго и градски портал за брзи, транспарентни и ефикасни услуги за граѓаните. Шестиот столб се младите и науката со подршка за младите брачни парови, модерни училишни објекти и програми за здравје и психолошка подршка на учениците. Седмиот столб е јавната грижа и безбедноста со нови еколошки автобуси, градски воз, велосипедски патеки, пешачки коридори и модернизација на противпожарната служба, како и грижа за пензионерите, болните и лицата со повреđеност. Ѓорѓиевски потенцира дека секој од овие столбови е дел од стратегијата за модерно, функционално и безбедно Скопје, кое ќе служи за сите граѓани. Кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова објави формирање на нова специјализирана служба за собирање кабаст отпад. Овој отпад денови стои расфрлан покрај контејнерите и никој не го собира. Тоа ќе престане, ќе има посебна градска служба која секојдневно ќе го собира кабастиот отпад низ сите населби, истакна Шукова. Таа додаде дека ова не е дел од празна предизборна реторика, туку реален, конкретен и остварлив план за долгорочно решение за чисто Скопје. Скопје е нашиот дом, конечно ќе почне да личи на тоа, порача Шукова. Кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски заедно со министерката за образование и наука Весна Јаневска и заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски го посетија училиштето Димитар Влахов во Скопје. Учениците со оштетен вид, нивната сила и истрајност не учат дека вистинската храброст се наоѓа во секојдневната борба за знаење и еднакви можности. Со голема радост донираме нови униформи и ранчиња со училишен прибор, а предходно и книги на Брајово писмо. Дела кои се ретки и недостапни, но многу значат за нивното образование и љубовта кон знаењето, истакна Ѓорѓиевски. Заедно со љубов, посветеност и искрена подршка можеме да создадеме еднакви услови за секое дете. Секој ученик заслужува можност да учи, да сонува и да ја гради својата иднина, додаде Ѓорѓиевски. Од 15 октомври официјално започнува грејната сезона 2025-2026 за потрошувачите приклучени на системот за централно грејење во градот Скопје, со кој управува АДСМ. Согласно регулативата, грејната сезона може да започне и порано, односно од 1 октомври, доколку прогнозата за средна надворешна температура за наредниот ден изнесува 12 степени или пониско, според податоците на Управата за хидрометролошки работи. На веб страницата на ИСМ снабдување секојдневно ќе се објавува информација дали се исполнети условите за испорака на топлинска енергија се до 15 октомври. Овие информации ќе бидат објавувани согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија и врз основа на прогнозите за средна дневна температура на воздухот во Скопје од Управата за хидрометролошки работи. Сите потрошувачи можат да проверат дали нивниот објект е на списокот на затворени објекти
без услови за испорака на топлина, кој е достапен на линкот затворени објекти и самоснабдување. За информации, пријави, дефекти или известувања за завршени интервенции, потрошувачите можат да се јават на Центарот за грижа на потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 и 100. Се вели во соопштението на ЕСМ. Регионалниот центар за управување со кризи при град Скопје ја проследува информацијата од ЈСП Скопје дека автобусите во јавниот превоз од денеска ќе сообраќаат по зимски возен ред. Поради изведување гратежни работи на пат, автобусите на линиите 9, 18, 33, 63А и 118 во еден дел имаат изменета траса на движење, информираат од предпријатието. Vечно